Невработениот студент Боки 13 на шопинг во Италија потрошил над 148.000 евра, и тоа само 2 дена откако ги земал парите во Луи Витон торбата од домот на Орце Камчев. Презентирајќи ги материјалните докази, обвинителството приложи сметки од шопингот на скапа брендирана гардероба во Милано. Во периодот додека бизнисменот бил во притвор, токму на таа тема Боки 13 разменувал пораки со пратеничката од СДСМ Фросина Ременски, која е осомничена во случајот за меѓународниот сојуз. Во една од пораките, таа на Јовановски му ги реди имињата на апелационите судии кои требале да одлучуваат за притворот на Камчев. Моите информации велат дека утре апелација ќе одлучи за притворот на Орце. Не. Дај Боже. Во кривичен се пушти и снимките од домот на Орце Камчев, каде се гледа дека на 20 февруари, кога според обвинението Боки 13 Зуки Кичаец ги земале парите од Камчев, во неговата куќа тие се задржале 36 минути. Прво обвинетиот пред судот се пожали дека боледува од рак на желудникот и поради тоа не може да го следи судењето. Пред да започне рочиштето, тој искористи шанса да испрати клетви кон обвинителката Вилма Русковска, бидејќи не му дава позитивно мислење за да биде пуштен од шутка во куќен притвор. Што се смееш на малигнозна состојба? Господ нека ти врати, вршиш тортура врз мене и тоа сите го гледаат. Неговиот бранител Сашо Дуковски ја презентираше дијагнозата која пред 2 дена ја добил Јовановски. Адвокатот вели јасно е дека неговиот клиент со ваква здравствена состојба не може да го следи судењето. Земени се 8 парчиња за анализа и утврден е карцином, односно рак на желудникот. Кој што сака нека мисли. Ова е од референтна установа издадено. Обвинетиот видовте и денеска не е во состојба да го прати судењето. Покрај пораките со Ременски, во судница беше презентирана комуникација на Јовановски со Катица Јанева, Орце Камчев и Дејан Панделевски, син на осомничениот во Империја, Цветан Панделевски. Во порака на WhatsApp, Камчев на Боки 13 му се жали дека обвинителката Лилја Стефанова не мирувала. Во разговор пак меѓу обвинетите, Јовановски на Катица Јанева и праќа фотографии од мебел и прашува дали одбрала. Дејан Панделевски, пак од прво обвинетиот во рекет, бара да види за неговиот татко, кој како и Камчев е осомничен во случајот Империја на СЈО. Во разговорот меѓу Панделевски и Боки 13 се споменува една банка како и суми на пари.